Почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија, ново издание кое што го посветуваме овој пат на втората македонска фудбалска лига, како што најавивме во претходното издание дека сега фокусот го ставаме на втората македонска фудбалска лига, практично тоа што ќе следува во новата сезона 2025-2026, 16 екипи, скратена лига која што ќе донесе од следната 26-27, а тоа ќе значи многу поголема борба пред се за опстанок, бидејќи знаете последните 5 екипи директно испаѓаат, а 3 екипи ќе играат бараж за можен опстанок во втората македонска фудбалска лига, а тоа значително ќе влијае врз тоа да имаме во иднина многу поквалитетен фудбал со исфилтрирани екипи кои што ќе имаат пред се и добри финанси, добра организираност и добра инфраструктура, а тоа секако целта е на Фудбалската федерација на Македонија и втората македонска фудбалска лига да има многу поголем квалитет, а тоа се прави во првата лига и таму имаме кратење. Стартува сезоната веќе во сабота, 23 август, од прварите од првото коло. Имаме доста нови екипи кои што ќе настапат во втората македонска фудбалска лига во новата сезона, и она што можам тука да го спомнам во аспект на тие нови екипи е Шкендија Рачиново, кој што е повратник во втората македонска фудбалска лига после долги години. Екипата од Рачиново всушност минатата сезона низ една доминантна сезона стана шампион најпрво во трета лига Север, каде што апсолутно немаше конкуренција за тоа кој да го запре овој тим. Играше и бараше во Кавадарци, кој што имавте можност да го следите на М-нет телевизија. Тој бараш надпрво кој што го доби Шкендија Рачиново против Осогово. На тој начин Шкендија Рачиново овозможи да има влез или да се пласира во втората лига, додека пак Осогово потоа остана во лигата благодарение на таа ждрепка која што се организираше. Понатаму нова екипа која што ќе игра или е повратник е Слога Виница, која што се враќа по неколку сезони пауза во втората македонска фудбалска лига. Исто така и тимот од Виница кој што го води штипскиот тренер Емил Грнев имаше една доминантна сезона во трета лига исто, каде што практично немаше екипа која што можеше да застане на патот на тимот од Виница. Доминација, триумф, само еден пораз кој што го има од екипата на Карбенци во есенскиот дел на гостински терен или на теренот воопшто на Карбенци, а се останато беше само убедливи победи за екипата од Виница, која што потоа и во баражот убедливо е декласираше екипата на Преспа, на тој начин овозможи да има влез или камбек во втората македонска фудбалска лига. Понатаму Големо Коњир е екипа која што се враќа после долги години во второлигашкото друштво. Големо Коњири, екипа која што доаѓа од истоименото прилепско село Големо Коњири, која што минатата сезона беше шампион во трета лига Југ, потоа во баражот се соочи со Тетекс, екипа која што пак беше шампион во трета лига Запад. Овој надпревар кој што се одигра на стадионот во Ѓорче заврши со 2-2. Таму едно кратко потсетување дека што Фарите од Тетово има предност од 2 гола, меѓутоа Големо Коњири со играч помалку или црвен картон дојде до тие 2-2, па надпреварот се решаваше во пенал рулетот, каде што многу повеќе среќа имаше Тетекс и на тој начин Тетекс влезе или се врати по една година во втората македонска фудбалска лига. Тоа значи дека и Тетекс е нова екипа во новата сезона од втората лига, а пак Големо Коњири потоа имаше среќа заедно со екипата на Осогово кои што беа извлечени од таа ждрепка на тие поразени екипи, на тој начин дојде до втората лига. Преспа имаше тука сега морам да го искоментирам тој момент една долга неизвестност, ке игра, нема да игра, беса по елиминацијата од баражот или од како беше поразена во баражот за опстанок во првата лига, Башкими влезе во прва лига, најави дека ќе се повлече од лигата, за потоа да рече дека ќе продолжи со игра, а да пред одржувањето на ждрепката за новата сезона и официјално Беса се откаже, па што и како ќе виде на крајот Преспа беше таа која што од сите тие екипи кои што несреќно прво загуби, а потоа и немаше среќа и од поразените преку ждрепката биде вратена или и се понудени да игра во втората македонска фудбалска лига, што значи дека ресен после долги години, некаде таму околу 2 децении одново ќе има второлигашки фудбал и на градскиот стадион во Ресен ќе се гледа второлигашки фудбал. Овие се новите екипи кои што всушност ќе настапат во новата сезона. Она што е исто така интересен момент е дека немаме прволигаш кој што испадна во минатата сезона па да биде во втората лига. Знаете дека екипата на Воска и на Гостивар беа дисквалификувани или сврлени од надпреварување, понатаму екипата на Беса се откажа од понуда мошно надпреварување, значи се распадна екипата од Добри Дол
и на тој начин немаме екипи кои што од прва доаѓаат во втора лига. Ова е всушност во делот на новите екипи, ете ќе ги спомнеме сите екипи кои што ќе бидат, па понатаму екипа по екипа ќе продискутираме социјално или да видиме како всушност ќе изгледат. Поводот Прилепе ќе биде дел од втората лига, Тетек за кој што зборував, Беласец од Струмица, Штипска Брегалница, Скопје, Осогово, Охрид, екипата на Кожев од Гевгелија, Новаци, Преспа, Каменица, Саса, Вардар, Неготино, Големо Конјери, Детонит, Плачковец од Радовиш, Слоговиници, Шкендија, Рачиново се екипите кои што ќе се надпреваруваат во новата сезона 2025-2026 во втората македонска фудбалска лига. Поради кратењето на лигата, како што кажав, екипата која што ќе заврши на 16-тото, 15-тото, 14-тото, 13-тото и 12-тото место директно испаѓаат во трета македонска фудбалска лига во регионот на кој што припаѓаат. Значи имаме 5 екипи кои што директно ќе испаднат од лигата. Понатаму имаме 3 екипи кои што ќе играат бараш за можен опстанок. Тоа ќе бидат екипите кои што ќе завршат на 11-тото, 10-тото и 9-тото место. Овие 3 екипи ќе играат бараш за можен опстанок во втората македонска фудбалска лига. Што значи во превод, за екипа да има директен и сигурен опстанок ќе треба да заврши најмалку на 8-то место, значи екипите од 8-то место па нагоре 7-то, 6-то и така натаму ќе има директен опстанок во втората македонска фудбалска лига. Во делот на влесот втора во прва македонска фудбалска лига за сезона 25-26, првата екипа која што ќе биде во втората македонска фудбалска лига ќе има директен влез во првата македонска фудбалска лига, додека пак втората и третата екипа ќе играат бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Ова значи дека концептот од минатата сезона кога влегува по две екипи директно, а третиот тим играше бараш е веќе минато, што значи само првиот тим ќе има директен влез, вториот и третиот ќе играат бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига за сезонот 2026-2027. Од аспект на првото коло, преди да започнеме со некоја анализа која што би ја направиле околу самите екипи, Вардар, Неготино, Тетекс. Ова ќе биде надпревар во првото коло кој што ќе се одигра на градскиот стадион во Неготино или Цвај арената, така е познат таму стадионот. Во Штип, Брегалница, Кожув. Ова ќе биде соочување како што и претходно најавивме на двајца штипски тренери, Владко Костов против Иван Варадиновски. Новаци, Победа. Ова ќе биде соочување на две екипи од Пелагонискиот регион. Имаме дерби на истокот. Првото коло го носи дербито на истокот во Македонска Каменица. Саса против Осогово, два лутери ривали кои што во минатото знаеме, особено колку беа активни на социјалните медиуми, кога нели имаше едно ривалство, но сепак на крајот беше подадена таа рака на спортски ферплей. Охрид, Беласица на стадионот Билјан избори во Охрид. Ова ќе биде дербито на првото коло, дерби од причина што двете екипи изградија посериозни екипи, или имаат квалитетни ростери. Двете екипи имаат отворени амбиции да се водат борба нели за влез во првата македонска фудбалска лига. Од таа причина ова ќе биде дерби на два директни дуели или на два конкуренти кои што претендираат за тоа прво место, што значи дека дефинитивно дербито на првото коло ќе биде во Охрид. Скопје, Слоговиница на стадионот Железарница во Автокоманда, каде што практично поранешниот шампион Скопје, сега предводен новиот тренер искусниот Александар Таневски, кој што воено и селектор на новоформираната македонска фудбалска репрезентација до 20 години против Слоговиница, кој што е повратник во лигата. Големо Конјере, Детонит, Плачковица, надпрва кој што практично после долги години, како што кажав, Големо Конјере се враќа на второлигашката сцена против Детонит, Плачковица, кој што ќе изгледа доста променето тимот од Радовиш во новата сезона, задржа само неколку стандардни првотимци од минатата сезона, се друго е новитет во тимот, така да ова ќе биде соочување од тоа прво коло. Преспа, Шкенди и Рачиново соочување на два лански третолигаши, сега нови второлигаши. Преспа, како што кажав, беше шампион минатата сезона во трета лига Југозапад, додека пак екипата на Шкендија Рачиново беше шампион во трета лига Север. Ова се и двојките за тоа прво коло или всушност најавата која што ќе се одиграат овие надпревари во рамки, како што кажав, на првото коло новата сезона. Слоговиница ете стандардно го задржа костур на тимот, тука е
Иван Настевски, кој што ете и во новата сезона ќе биде дел од тимот и кој што практично ќе треба да биде клучна алка, тука ќе биде и Тони Мирчевски кој што останува во тимот и кој што заедно во пакет пристигна од Детонит Плачковица. А тимот секако имаше и неколку нови заселувања кои што пристигна. Тука е Даниел Иванов кој што е всушност повратник во тимот, како и младиот голман Максим Кралевски, Сухеј Прошити, Давид Деверешливовски, кој што исто така ќе биде дел од тимот на Слога Виница, кој што нели ги промовираше и кој што веќе одигри неколку пријателски надпревари со цел да ја темпира формата за новата сезона. Тимот од Виница, кажав, минатата сезона низ една доминантна сезона всушност стигна до својата цел, а тоа беше нели влезот во првата македонска фудбалска лига. Практично немаше кој да застане на патот на Виница. Она што е клучно и важно за тимот кој што го води Емил Грнев е дека е сочувана всушност костурот на тимот, на дополнет со неколку играчи. Тука и Божидар Митревски, и Давор Богевски, Јован Постолов кој што ќе го засила тимот од Виница. Така некако ќе изгледа со овие нови заселувања екипата на Слого Виница, кој што ете во новата сезона, како што кажав, ќе биде сигурно претендент да биде во горните места на табелата. Таму може да се случи некој изненадување, па да видиме всушност да тимот од Виница може и да се вмеша, па можеби на крајот од денот и да одлучи кој нели ќе биде прав или да ги помеша сметките на овие 2-3 екипи кои што имаат отворени амбиции. Во делот на екипата на Скопје, таму Александар Таневски седна на тоа тренерско столче. Искусниот тренер доаѓа на место на Љупчо Марковски Калц, кој пак сега е тренер на Шкендија од Арачиново. Таневски е тренер со многу големо богато искуство, кој што минатото ги водеше Македонија Ѓорче Петров, Брејара Струмица, Бесо Добридол, а сега е именуван за селектор на новата македонска репрезентација од 20 години, како што претходно кажав. Ми имаме неколку засилувања во тимот од Автокоманда по ранешниот прволига. Се работи за Александар Ѓуркиовски и Горијан Цветков кој во пакет пристигна од Вардар, понатаму со Јорго Папули кој што доаѓа од Сурлигаш од Кожув. Тука се очекува нели ново име и е веќе Александар Атанасиевски од Македонија Ѓорче Петров, а според она што го дознаваме, тука им беа приклучени неколку помлади играчи кои што веќе се дел од тимот, а се работи за играчи од 2005 до 2009 година кои што пристигнаа од повеќе екипи како Работнички, Тетовска, Шкенди и Струга Тримлум. Ова е всушност кој што го има и секако костур на тимот генерално е сочуван во Скопје, така да знаете дека нели стадионот во Автокоманда важи за тежок терен каде што се освојуваат бодове, па тука може и да паднат некои од фаворитите и всушност трката за тоа прво место или шампионската титула да биде доста неизвестна. Нови селувања има и во екипата на Шкендија Рачинова, кој што кажав дека нели има доста неколку засилувања практично кои што го беа, кои што ќе го засилат тимот и пред се треба да го освежат. Новиот тренер ќе видиме како ќе се концепира, од причина што тука се случи една тренерска промена која што не се задржа многу долго. Најпрво, како што кажав, Еркан Мурсели кој што ја водеше Шкендија изминатата сезона, нема да го води тимот во новата сезона. Дојде до промена да Шабан Сулиман биде нов тренер, тој ги започна подготовките, ја водеше екипата, меѓутоа по некаде месеципол дојде одново до тренерска промена, што значи дека на негово место сега доаѓа искусниот Љупчо Марковски Калц, кој што ќе го преземе тимот. Ќе видиме колку нели ќе може да се сето тоа концепира. Од аспект на нови селување кој што пристигна е Бурхан Али, кој што се работи за еден искусен фудбалер и фудбалер кој што носи големо прволигашко искуство, Кристијан Чурлинов кој што е исто така нов играч кој што пристигна во екипата од Арачиново и кој што практично ќе сега го води тимот од Арачиново, каде што практично и Љупчо Марковски Калц ќе има можебе на задача, ако не прво место, ама сигурно да биде Шкендија Рачиново во горен дел од табелата. Тука е Албан Шабани кој што доаѓа, има доста засилувања кои што ќе бидат во делот на
оние нови силувања кои што досега ги промовираше екипата од Рачиново. Практично костурот е сочуван, Дарио Деснич е тука, Љупчо Трпески е тука, исто кој што останува голманот Бурхан Мустафа замена, меѓутоа бе ангажиран неколку нови засилувања. Јасер Бечири исто така останува во тимот од Рачиново. Јусуф Каба е нов играч кој што доаѓа да го засили тимот од Рачиново. Млади играчи кои што секако тука се дел од самиот тим, што значи дека горе-долу екипата на Рачиново го сочува костурот, што е многу битно, со оглед на фактот дека се работеше за екипа која што иако настапуваше минатата сезона во трета лига, сепак тие играчи кои што беа ангажирани беа со прволигашко и второлигашко искуство, како што кажав Љупчо Трпески тука, секако и Дарио Деснич кој што носеа Бурхан Мустафа кој што беше меѓутоа тој замена, Десна Диле исто така во Шкендија Рачиново. Понатаму имаме Христијан Коцев кој што ќе го носи дресот во новата сезона на Шкендија Рачиново. Има уште неколку засилувања кои што се тука, Албан Ферати, Сухе Палити, кои што ќе бидат во тимот од Рачиново. Ова е некако како што ќе изгледа концептот на таа Шкендија од Рачиново, кое што ќе треба нели да и сигурно дека ќе атакува за горниот дел од табелата. Од аспект тука останува и Александар Ѓоргиевски, морам да го спомнам, Бујре Љази, така да горе-долу како што кажав, тоа е новиот тим или како ќе изгледа Шкендија Рачиново. Големо Конјери е тим кој што минатата сезона, како што кажа, стана шампион во трета лига Југ. Генерално го сочува росторот, имаше таму неколку квалитетни играчи со прволигашко искуство, се донесоа и некои засилувања како Мартин Богиевски, Гоце Кузмановски, се работи за пред се млади играчи кои што нели имаат некој искуство. Најзвучно засилување секој е Зоран Дановски кој што пристигна и кој што ќе го засилува. Има уште 4 до 5 играчи кои што доаѓаат од Прилепска победа, од некои третолигашите како Пито Гули и околните екипи кои што се настапуваат во трета лига Југ. Се работи за локални играчи кои што се млади, талентирани, што значи спој на младост со неколку искусни фудбалери, така ќе настапи Големо Конјере во новото сезона и сигурно дека ќе му биде тешко да го избере останокот пред се, како што кажав, 5 екипи директни спаѓаат 3 Град Бараш. Победа она која што практично во 5 до 12 многу работа таму се променија. Одвај некако беше концепиран тимот со млади играчи, многу заменувања, финансиски проблеми, многу големи долгови кои што се во Победа, со помош на општината, некако Победа ќе скрпува крај со крај да ја започне, да ја изигра таа сезона, започна многу доцни со подготовки, меѓутоа ќе видиме колку Победа ова сезона ќе може да избори опстанок. Минатата сезона буквално во последното коло го избори опстанокот, пред таа сезона играше Бараш со екипата на Куманово кој што беше шампион во трета лига Север, го доби тој Бараш остана, меѓутоа Победа веќе гледаме неколку сезони поред по испаѓањето од првата лига, одвај се спасува и во втората лига. Беласица, како што кажав, ќе биде тим кој што практично и ќе биде меѓу тие први фаворити за влез во првата македонска фудбалска лига. Беласица која што е предводена од Александар Стојанов склопи одличен тим со неколку квалитетни заселувања и задржан ростер на играчи од претходната сезона. Имаме доста искусни играчи овде со доста млади играчи кои што потекнуваат од Струмец и се од школата на Беласица, така да Беласица е меѓу тие први фаворити за првото место и за влез во првата македонска фудбалска лига. Тука доаѓа искусниот Бојан Спирковски кој што носи големо искуство во тимот од Струмица. Ново силување секако и Коста Манев, кој што исто така носи големо искуство и кој што ќе биде големо силување. Тука и Давид Стојков кој што пристигна од Беласица заедно со Горан Томовски кој што исто така минатата сезона одигра одлична сезона во дресот на Брегалница. Исто така ново силување е Филип Митев, 2006 година роден млад фудбалер, како и Марио Костов, млади фудбалери. Понатаму ново засилување и Антоноли Петејчук, кој што ќе го носи дресот на Беласица, понатаму и Марио Наумовски, кој што се новите засилувања во Беласица. Тука останува Александар Милушев, капитенот Бојан Најденов, понатаму Стефан Сулев, кои што практично ќе го носат
тоа нивно знаење ќе го пренесе на младите фудбалери, ќе видат нели столбовите во тимот од Струмица, кој што новата сезона, како што кажав, и отвора со дерби против Охрид на Биленен извори. Токму и Охрид е тој кој што гради тим за влез во првата македонска фудбалска лига. Охрид досега промовираше неколку засилувања, го врати голманот и тоа всушност е интересно што Охрид практично се засили со доста играчи кои што доаѓаат од Беласица, односно се извинам од Брегалница. Тука е вратен голманот Дамјан Серафимов, кој што минатата сезона го чуваше голот на Брегалница, меѓутоа само една сезона се врати во Охрид, каде што претходно успешно настапуваше во тимот од Охрид. Знаеме дека таму имаше една серија на чиста мрежа долго време, дојде во Брегалница минатата сезона со цел нели да Брегалница минатата сезона атакува на места кои што водат кон првата лига, меѓутоа не успеа штипи во таа цел, па сега Дамјан се враќа да го чува одново голот на Охрид и ќе видиме колку Охрид ќе може да стигне до таа своја посакувана цел која што ќе ја има. Она што во делот на засилување кој што покрај Дамјан кој што пристигна, Охрид одигра неколку пријателски надпревари, најзвучно засилување кое што доаѓа Антонио Калановски, се работи за искусен фудбалер со многу големо искуство кое што го има во македонскиот фудбал, пред се во првата македонска фудбалска лига. Тоа е најзвучното засилување кое што пристига всушност во Охрид. Имаме уште неколку други засилувања кои што пристигна. Тука е Леонид Кофиловски кој што доаѓа од Прилепска Побода, тоа што го спомнав дека Побода всушност останал без играчи. Понатаму Иван Глигоров кој што доаѓа од Брегалница, исто така Димитри Димитриевски кој што доаѓа од Брегалница, Стојан и Димитри Поповски во пакет кој што доаѓаат од Брегалница во екипата на Охрид, што значи дека овие се некои засилувања кои што ги има тимот од Охрид, со тоа што и задржа дел од косторот на тимот од претходната сезона, што значи дека Охригени веќе во новата сезона секако одат доста засилено, мотивирано да направат нели да ја остварат својата цел. И Брегалница таа која што ќе всушност биде нели меѓу првите фаворити, можеби прв фаворит заедно со Охрид и со екипата на Беласица кои што ќе ја водат таа битка за тоа кој да биде прв во втората лига и да има директен влез во првата македонска фудбалска лига, што значи дека ќе гледаме доста неизвестна сезона. Тука на прва пресконференција која што беше организирана од страна на Штипскиот клуб беа соопштени нели она како ќе изгледа всушност тимот со новиот турски инвеститор кој што беше нели промовиран, понатаму она што ќе го има како цел тимот од Штип секако нели да настапува со штипски играчи, врати доста од тие штипски искусни фудбалери, што значи дека веќе горе-долу некаде имаме како ќе изгледа концептот на Штипска Брегалница, би изгледало во стилот на Анđел Николовски, понатаму Стефан Коцев, Стефан Костов, Боман Георгиев, потоа Дарко Алексовски, Пеле Марте Димовски и Робен Блајо Хаджикимов останал претходната сезона, Дамјан Масевски кој што доаѓа овде, искусен голгетер, Горан Силјановски, искусен фудбалер, Виктор Серафимовски, Даниел Карчевски, Благој Спирковски, Давид Калпачки секој останал минатата сезона на голот ќе биде Давид Денковски. Вака некако ќе изгледа и екипата на Брегалница. Новаци, како што кажав, таму локални фудбалери, нема некое засилување звучно кое што би пристигнало во овој преонен рок, кој што го има барем не соопшти клубот досега. Саса е таа која што досега се засили со неколку млади фудбалери, имаше таму неколку засилувања. Ќе видиме колку Беласица ќе може, односно Саса колку ќе може да одговори на предизвикот за некој висок пласма, со оглед на фактот дека имаше заминување неколку искусни фудбалери, ангажираше неколку фудбалери, ќе биде доста тешка сезона. Со оглед на фактот, како што кажав, треба да бидат во првите 8 за директен опсно. Кожев од Гевгелија промовираше неколку засилувања, таму Иван Варадиновски е тренер, кој што пристигна. Алба Мемети е тука во тимот од Гевгелија. Понатаму има уште неколку засилувања со кои што тимот од Гевгелија ќе претендира и прва цел ќе биде да заврши во првите 8 и колку што е можно повисоко на табелата. Тоа е цел кој што ќе ја има и новиот тренер, а тоа е Иван Варадиновски. Нови силувања си Филип Дамевски, Михаел
Танчев кој што пристигна, Веби Ислами кој што доаѓа на позајмица во второлигаш од Кожув. Она што друго тука би можеле да го спомнеме дека помина не за еден успешен циклус екипата на Кожув низ тие подготовки. Во делот на засилување кај Тетекс се Дервиши, Обедик, Стојчевски, Зекири кои што доаѓаат во редовите на Тетекс. Некако вака ќе изгледаат екипите кои што ќе ги имаме. Новаци, како што кажав, Преспа го задржа тимот од минатата сезона, малце покасно, нели тие со оглед на фактор дали Беса дали ќе игра или нема да игра, па се приклучија и со подготовки, и со засилувања. Има некои нивни таму локални играчи, некои засилување, сочување тимот од претходната сезона. Радовишни, како што кажав, во доста променет состав, таму остана Оливер Христов и голманот Димитар Георгиев од претходната сезона, меѓутоа се донесени доста засилувања, меѓу најзвучните е Сашко Дуков кој што доаѓа, Никола Сарески, понатаму оне голем трансфер на Зоран Андонов кој што пристигна, понатаму тука се Мир Сердовски, Казимовски кои што доаѓаат во екипата која што ја води искусниот Горан Здравков. Така некако ќе биде концепиран и Детонит Плачковица, со тоа што Филип исто така Георгиевски кој што доаѓа од Кожув, се врати и Стефан Бабунски, Тино Спасик е тука во Детонит Плачковица. Имаме поголем дел на заменување на играчи, значи дека сега веќе тимот на Детонит Плачковица ќе го гледаме во некој нов изглед, започне некоја нова генерација, ќе видиме колку ќе се концепира. Има и доста млади играчи, фудбалери кои што се приклучени како од школата на Детонит Плачковица, така и доста млади фудбалери кои што пристигнаа од други клубови. Она што тука ќе го финишираме, ќе го заокружиме, мислам дека горе-долу ќе офатевме сите екипи, барем за тие за кои што имаме информации. Вардар Неготино имаше таму доста заменувања, остана неколку искусни фудбалери, млади фудбалери, пред се фудбалери од околината на Неготино. Ќе видиме колку и на Вардар ќе му биде тешко пред се за да го обезбеди директниот опстанок, со оглед на фактот дека, како што кажав, тие 5 екипи кои што испаѓаат навистина прави да имаат потешкоти и самите екипи, и секако сите одат кон таа карта, барем во најлош случај да го фатат баражот, па преку бараж да се обезбеди останокот. Од аспект на третолигашите, за сега најсериозен е Еурмил, кој што донесе квалитетни засилувања и кој што ќе сака поранешниот прволигаш од Горно Лисиче да го обезбеди тоа прво место и потоа да го преку баражот обезбеди враќањето најпрво во втората лига. Овче Поле спомнав, кој што прави тим во трета лига Исток, меѓутоа тука ќе има уште неколку екипи кои што ќе имаат амбиции, ќе пројават амбиции за да стигнат до тоа прво место, а потоа и преку бараж да дојдат до можен влез нели во втората македонска фудбалска лига, со оглед на фактот дека баражите ќе бидат доста тешки од причини што во минатото нели баражот со третолигаш негде поизрнет, меѓутоа ова сезона е доста потешко од причина што тие третолигаши ќе се судрат со екипа која што е во втората лига, која што всушност ќе заврши на тоа 9-то, 10-то или 11-то место, значи дека екипите кои што ќе се некаде на овој дел од табелата се многу поквалитетни од екипа која што би била на тоа 14-то место како што беше во минатото. Значи ќе гледаме доста неизвестна сезона. Пред се многу поголем фокус ќе биде ставен на опстанокот. Она што друго тука и така ќе ја завршам ова емисија. И во новата сезона 2025-2026 ќе може да следите надпревари на Мнет телевизија и на спортскиот канал Мнет Спорт од директни преноси од втората македонска фудбалска лига. Знаете дека нели и во претходните сезони Мнет телевизија вршеше преноси директно од втората македонска фудбалска лига, од сите стадиони. Покривме голем број на надпревари минатата сезона, ги офатевме и со коментатори, со што веќе нели се трудиме ние како телевизија да дадеме голем и максимален фокус за уште поголема видливост на втората македонска фудбалска лига. Одржавме и реализиравме безброј отворени студија, гостуваа многу фудбалери, тренери, спортски работници, со што дадовме голем и значаен придонес кон афирмацијата на втората македонска фудбалска лига со комплетна графика, каде што и за време на надпреварот и по завршувањето на истиот гледачите на Мнет телевизија и на спортскиот канал Мнет Спорт има можности преку графика да го следат секако нели надпреварот. Исто така во оваа прилика нели ќе упатиме голема благодарност до Фудбалската федерација на Македонија за одличната
одредената соработка која што имавме изминатите сезони, а која што ја воспоставуваме и во новата сезона 2025-2026, што значи дека и во новата сезона ќе може да следите на Mnet Sport и на спортској канал Mnet Sport надпревари од втората македонска фудбалска лига со отворени студија, спортски магазин Трибин исто така ќе остане посветен на македонскиот спорт и на втората македонска фудбалска лига. Ова беше се, почитувани гледачи, на спортскиот магазин Трибина на Mnet телевизија за ова издание кое што го посветивме на втората лига и на се она кое што практично очекуваме од сабота па натаму да го гледаме. И уште еднаш ќе потенцирам дека на Mnet и на Mnet Sport ќе ги следите надпреварите, стартувајќи од првото коло па се до последното коло, сите надпревари и бараш надпревари од втората македонска фудбалска лига, секако и од третата македонска фудбалска лига од сезонот 2025-2026. Ви благодарам што го проследивте и ова издание на спортскиот магазин Трибин, останати понатаму со програмата на Mnet телевизија.